Во истокот од државата продолжува традицијата за Великден да се купи земјен производ. Ова е пред се најмногу застапано во Кочани, но делум на адетот се продолжуваше и во Штип. За пристапни цени граѓаните можеа да купат различни производи од глина, убаво направени, декорирани и подготвени за користење. Штип е помалку, за Штип се зима повеќе за чист понеделник. А вчера беше у Кочани се зима земјана за Великден. Од све. Тавче, гравче, каленици, тави, од све. Земјано било да е, само земјано да е. Па, приступачни цени, 50 денара, 100 денара, зависи што земе. Љупчо Лазаревски од Злетово долги години се занимава со производство на земјани производи. Вели тој мајсторот со кој работи се единствените во Злетово, кои се уште работат и прават производи од глина. Станува збор за тежок занает, вели Лазаревски, бидејќи е потребно повеќе време за да се научи техниката на работа. Но загрижува фактот што младите не се заинтересирани за продолжување на овој занает. Заедно со мајсторот, двајца сме, двајца работиме. Па тежок занајат, да ви кажем право. Млади не ќат да учат, немат интерес. Немат интерес, па млади нема веќе. Не е лесно само да седне да направи, треба баѓе време да се научи прво. Да припрема прво глина, како треба, па тек да работи. Изработката на глинени производи се одвива низ неколку стандардни чекори, од подготовка, обликување и украсување до сушење и печење на садовите. Секој од горе наведените чекори е подеднакво важен, бидејќи може да има одликувачко влијание врз квалитетот на крајниот производ и е предмет на барањата на материјалот што се обработува од една страна и функцијата на садовите што се произведуваат од друга страна.